Почитувани присутни, драги браќа и сестри, денес Македонија ги празнува двата светли Илиндена. Првиот кој беше крик на поробениот народ и вториот таа 44-та кој беше продолжение на првиот и кој значеше унисување на нашата борба за своја македонска држава. И секогаш кога ќе се спомене Илинден, треба да се има во предвид дека Илинден не е почетокот, туку влегување во финишот на една вековна борба за слобода, каде многу генерации херои и хероини ги положија своите животи. Илинден не само Крушевското востание, туку многу повеќе од тоа. Воскрикот на македонецот, на секоја педа македонска почва. Илинден е и отпорот и пркоста на ташмаруништа, жилавоста на битолските и охридските комити и војводи, отпорот на секој слободномислечки македонец против тогашната власт која притискала, прогонувала и заробувала. А ВМРО? ВМРО е темелот на Илинден, составен дел од таа борба за слобода. И затоа ВМРО му припаѓа на македонецот. Тоа е неговиот сопатник и пријател низ времето. Вториот Илинден е само продолжение на тоа каде се стигнало со првиот. Партизаните, кои го носеа пламенот на слободолюбието наследен од илинденците, конечно победуваат и ја плаќаат високата цена за денешната слобода. Во таа борба, подеднакво се големи сите титани кои се нашите македонски апостоли, на кои имаме историско и културно право да се повикуваме. Гоце Делчев беше идеологот на таа борба за слобода, чија судбина не сакаше да го дочека Илинденското востание, но неговото име и чест продолжуваат да живеат. Тука си Даме Груев Татарчев, Никола Карев, Ѓорче Петров, Христо Узунов, Методи Патчев, се до Ченто, Пирузе, Панко, Апостолски. Сите се овие македонски синови од кои не смееме и немаме ниту историско право да се одречеме, ниту да го посрамотиме нивното дело. Илинден е и подсетник дека не смееме да скршнеме од патот натопен со крв на хероите кои ги положија животите. Илинден е и нашата должност кон нашите предци и паметник за тоа како ја добивме слободата која мора постојано да ја браниме и за која постојано треба да се бориме. Илинден е и последниот збив на комитите и партизаните кои гинејки за каузата беа верни на делото смрт или слобода. Денес овде во Ташмаруништа сакам да направам исклучок. Можам многу да зборувам за историјата, можам многу да зборувам за жртвата на нашите револуционери кои што со живот го платија ова денеска кое што ние го живееме. Но истовремено сакам да зборувам малку и за сегашноста и за иднината, онака искрено од срце. Денес овде во Ташмаруништа доаѓам од мијачкото село Лазарополе. Место преполно со луѓе, врева џагот. Преубаво место со живописна природа, своја историја, верување, обичаи и потенцијал за развој. Но ова, за жал, е мртво село. Луѓето таму велат дека е вака само 3-4 дена во годината. Како на тацна можеме да сведочиме за иселувањето кое се случило во 70-тите години од минатиот век, но и последиците кои ги носи тоа. Вистинското прашање е колку многу места во Македонија доживуваат истата судбина на Лазарополе во овој момент. Одговорот е премногу. Селата се веќе стара приказна. Денеска почнуваат градовите да ни се иселуваат и празнат. Жална е сликата низ Македонија. Прошетајте во Малешевијата, во Пијанец, во Берово, Делчево. Дури и Битола, Кичево, но и Тетово и Гостево. Тоа е примерот. Младите се иселуваат и тоа трајно ја напуштаат нашата земја, зашто животот е мачен, тежок и лош. Но има и такви кои дури и со подобри финансиски примања се одлучуваат на таков чекор затоа што повеќе не веруваат во системот на државата.
затоа што системот е трул. Системот е трул, корумпиран и тој не постои за граѓаните. Постои за оние малкумина од власта, предводени од Зоран Заев и неколкумина негови обожаватели. И кога ќе речат дека блескаме, знаете дека тоа е така само на телевизијата и оној дел од медиумите кои под силна контрола ја одбегнуваат вистината. А која е вистината? Вистината е дека народот не живее подобро. И кога го слушам Зоран Заев како се фали со однапред напишаните податоци и весели математики и селективни споредби, во кои што и тој самиот не верува, се прашувам во кој свет живе овој човек. Но едно сигурно, одговорот е јасен, сигурно, огромно мнозинство граѓани во Република Македонија и тој и малкумината обожаватели околу него дека не живееме во истиот свет. Земјоделците гладуваат и се мачат. Сиромаштијата се зголемува. Докторите се незадоволни, а студентите се бесни. Јас ја имам таа прилика како професор на универзитетот да работам со прекрасни млади луѓе, умни, стројни, луѓе кои што си ја сакаат земјата, си ја сакаат Македонија. Но барем половина од нив после дипломирањето ја напуштаат родната грудка и одлучуваат трајно да заминат од нивната земја Република Македонија. И тоа боли, пече, бидејќи секој ден го минува заедно со нив, мачејќи се да им ги објасниш оние формули, да им ги објасниш оние законитости во физиката, дека каменот најмногу тежи дома. Но доаѓа денот кога после дипломирањето ќе се погледнеме заедно во очи и тогаш ќе ми кажат: професоре, не можам повеќе овде, ќе морам да заминам. Тоа е најтешкиот момент кога професорот се дели од студентот, од оној во кој што вложил и време и труд за да му помогне и да му го покаже патот на иднината. Би сакал повторно да се вратам на реалноста и на онаа фалбажинска пресконференција на која што Зоран Заев ни вели дека економски блескаме. Но веднаш демантот стигна од оној Државен завод за статистика, оној истиот државен завод во кој што Зоран Заев неколку дена пред тој да ги објави бројките и вредностите, кажува дека ние практично имаме намалено индустријско производство во месец јуни. Имаме намален број на вработени во индустријата. Зошто? Затоа што не дека блескаме, туку поголемо помрачување во историјата на нашата татковина Република Македонија не се случи. Па го гледаме Заев се расфрла со милиарди, вели ќе донел 5 милиарди евра инвестиции. Тој и тие тешко собрани со крв и пот платени пари кои што ги собира од народот не знае како да ги потроши за да обезбеди додадена вредност. Веќе немаме милиарда на Циле, сега имаме 5 милиарди на Заев. Но не сваќа дека народот видел такви кои се фалат и ветуваат милиарди. Но сега, за разлика од тогаш, народот има искуство со ваквите и тромани и манипулатори. Јас на ова ќе речам за почеток, добро е да си ги одржи оние почетни ветувања за 500 евра плата и барем неколку километри од тие 500 ветени километри автопат кој што велеше дека ќе ги направи. И еве, да не дозволиме лекарите да ја напуштат Македонија, барем 60.000 денари плата нека направи просек, не мора 100.000 од ветените. Тоа ќе го стори владата на ВМРО ДПМН за неколку месеци од сега на предвремени парламентарни избори. И немајки како да го пополни периодот на владење, бидејќи нема ден да нема нов скандал, нова афера, нова информација за некој сомнително
i kriminalno raspredalen tender, pa mu teknalo da objavi borba protiv lažnite vesti. Pa zgora na sve se povikova da se posočat ljudjeto, koji širat lažni vesti bi neki, kako što od vladata ke kaža, tije bile neprijatelji na demokratijat. Evo, jaz ki mu pomognam. Poznavam jedan širač na lažni vesti. To je glaven izvor na site lagi, špekulaciji i dezinformaciji. Ime to na site mi je poznato, Zoran Zaev. I za žal, sve ušte je premijer na vladata na Republika Makedonija. Vladata koja to ja vodi i to je samiot je glaven izvor na lažni vesti. Isto od to ne uveduvаше дека Македонија минатата година доби датум за преговори со Европската унија. Се сеќавате на она фамозно селфи во Владимирот авион. Насмеан, вели, добив добра вест. Лажеше и око не му трепна. Исто од тој не уведуваше дека секоја година економијата ќе расте со 5%, а не можеме ни половина од тоа да дојдеме. Исто од тој ни велеше дека само што не дошле Facebook и Google и една голема мултинационална компанија за производство на автомобили да инвестираат во Република Македонија. Не веќе трета година гледаме освен срам, понижување, плячкање, криминал. Ниту Facebook дојде, ниту Google, а бога ми, ниту таа голема мултинационална компанија од автомобилската индустрија. Ова не ли е уште едно газење на достоинството на народот и честа на нашите луѓе? За криминалот да не зборуваме. Правдата е замолчена, а криминалниот октопод царува. Новинарите се викаат на сослушување, а криминалците кои тие пишуваат се уште се на државна плата. Или на чело на скапите тендери платени со државните пари. И не е проблем ниту првото, ниту второ осомничениот во случајот рекет. Сите знаат во оваа земја дека ниту прво, ниту второ осомничениот немаше да имаат никаква сила, доколку нивниот грб не беа функционерите од врхушката на СДСМ, во јавноста познати како Кики и Фрики, предводени од сценаристот, режисерот и предводникот Зоки Поки. Добро знам дека имаше и луѓе кои поверуваа дека Зоран Заев и сега компрометираното СЈО ќе донесат некаква правда. Но, драги браќи и сестри, гледате дека ве разочара. Сите нас не разочара. Ова специјално јавно обвинителство веќе не е алатка за носење на правда, туку алатка во рацете на Зоран Заев и власта за правење неправда. Не може да се очекува правда од нешто што не само што ја навредува нашата интелигенција, туку служи за подснет. По еден ден ќе слушнете како Катица го загубила телефонот, вториот ден дека бил кај снаата, а третиот ден дека таа форензички го исчистила. Се ќе направа да ја спасат од обвинение. Не затоа што Заев е многу хумана, Катица невина. Туку затоа што Катица премногу знае. А Заев се плаши да не проговори за сето она што го правеа со специјалното јавно обвинителство. Како местеа случаи, како креираа случаи да уценуваат бизнисмени за рекет. Како креираа случаи за да можат да влијаат врз однесувањето на политичарите. Како прогонуваа и заштитуваа криминал. Тоа е алатката со која Зоран Заев дојде и сака да се одржи на власт. Но сега за сето ова знае и опозицијата и дел по дел ќе знае и народот во Република Македонија. А ако процени дека Јанева станува штетна за премиерот, бидете сигурни дека рускоска обвинителството ќе стапи на сцена и некое утро ќе бидеме сведоци како се откажали од Јанева, исто како што ќе се откаже од сите други криминални ликови, само за да го заштити својот криминал и криминалот на своето семејство. И бидете сигурни
дека тоа лажно ќе сака да го прикаже како некаква борба за правда во период кога знаат дека правда со Заев не е можна. Заев не е во состојба да поставува услови, ниту повеќе да диктира темпо. Не му преостанува да ги планира деновите по неговото политичко заминување. Да преиспита каде се огрешил пред законот, каков криминал сторил и колку долга ќе биде казната која што ќе треба да ја отслужи, за да може колку толку да му се извини на народот и на граѓаните во Република Македонија за сите злодела кои што ги направи тој и неговите обожаватели од врхушката на власт. Знам дека денес од Мечкин камен Заев ќе говори за блескањето, кое всушност е силно помрачување. Ќе говори за обединувањето или како тој што вели помирувањето. И дека сме оделе напред и светот не препознал. Дека наводно сме создале пријатели. Но тоа е така само во неговиот свет. Во светот во кој што ние живееме и обстојуваме, тоа го нема. Владе апатија, безизлезност и разочарување. Европската Унија, која е нашиот единствен пат со овие луѓе, стана далечна цел. Лесно е да се откажеш и да го рушиш она што се градало со векови, тешко е да го сочуваш. Македонија секогаш во историјата имала своји колективни неуспеси, квинслинзи и катастрофи. Денеска сето тоа е собрано и олицетворено во Зоран Заев. Ова влада не треба да падне само поради тоа што до сега го наброја. Туку Заев нека биде сигурен дека не ја забораваме и промената на името, која силно го бори секој македонец овде и во светот. Промената на идентитетот, поигрувањето со историјата, колективното реструктурирање на идентитетот во облик во кој што треба да го прифатиме. Е тоа кај мене и кај огромно мнозинство македонци во Република и Македонија и во светот не проаѓа. Гоце Делчев е нашата светост и ќе преговараме и ќе разговараме се додека не докажеме која е вистинската вистина, дека Гоце е македонецот кој што се борел за независна, суверена македонска држава. А ние сме македонци од Македонија. Тоа сме биле и ќе продолжиме да бидеме. Ќе падне и оваа влада затоа што не забораваме и на прогонот. И во овие мигови, кога прославуваме ваков светол ден, не можам а да не ги споменам нашите браќа и сестри, кои неправедно седат по затворите и се под политички прогон. Не можам да не ги споменам Димитар, Јане Ченто, Дејан, Горан Ангелов, Миле, Митко Чавков, Митко Пешов и сите останати кои ја делат таа несреќа да ја носат на своји плеки омразата и лудилото на оваа власт. Колку сакаат власта да покажат дека е силна, знаат дека се слаби. Слабост е да се прогонуваат невини луѓе. Илинденците се бореа за Македонија. Мојата борба и нашата заедничка задача се вика едноставно Македонија. И колку и да сакаат да монтираат лажни душегрижници и патриоти по социјалните мрежи кои што имаат единствена задача да ги исплатат скапо платените и рекетирани жолтици од семејството, ќе се обидат да внесат немир во десницата, во ВМРО ДПМН. Но мојата задача, нашата задача, вашата задача е да го одбраниме достоинството на македонскиот народ,
da je odbranime Makedonija, da go porazime žestoko Zoran Zaev, za da ne može da se sluči politički inženjering posle predvremenite parlamentarni izbori. Makedonija, da je reformirame i na brza traka da je vneseme vo semejstvoto na evropskite narodi i odvnatre da si go vratime sve to ona koje što je izgubeno i koje što go rasprodale Zoran Zaev, makedonskata gordost i makedonskото dostoinstvo. A ovi je predavnici, no i ovi je slugi koji im sluguvat za skapo platenite žoltici reketirani od makedonski od napate narod, ke gi pratime na buništето на политичката историја. Јас овде од овој 2. август ден Илинден 2019 од Ташмаруниште ви ветувам правда и чест за Македонија, македонскиот народ и македонската нација. Подготвен сум да се борам за ова до последен здив и да бидам со вас и заедно да ја собориме оваа власт. Затоа што треба да престане времето кога политичарите само зема од овој народ, а ништо не дава. Мојата задача е да се избориме за правда и владење на правото. Вистинска правда, не онаа заевата неправда која ни ја продава за лажна правда. И тука немам намера, еве ви ветувам, дека немам намера да правам компромиси со било што, без оглед дали се работи за СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ или било кој друг политичар кој што се ограшил, посрамотил и направил злодело пред сопствените граѓани и пред законите и уставот на Република Македонија. Morаме заеднички, а затоа молам за ваша помош, масовно да излеземе на следните предвремени парламентарни избори и да го поразиме Зоран Заев и врхушката на власт. Morаме заедно да ја промениме сликата за политичарите, затоа што едноставно е ќе ја загубиме Македонија. Да ја вратиме заедно вербата во системот кој постои за да служи на граѓаните, а не граѓаните да му служат на системот. Мора да види овој народ дека политичарите не се заштитена каста која е над државата, туку дека сите ние без исклучок сме слуги на народот и на нашата татковина. Мора да бидеме општество со вистински еднакви можности за сите, со развиена економија и нови работни места. На беззаконието да се одговори со закон, а на анархијата со поредок. Да си ги вратиме младите кои си замина и да обезбедиме иднина на оние кои планираат да заминат. За да се тоа биде возможно, потребни се итни, брзи парламентарни избори. Избори на кои народот ќе се избори за обнова на Македонија, за нов почеток кој ќе значи вистинска обнова на Македонија, кој ќе значи ред и правда, просперитет и развој, подобра иднина. И денес кога Зоран Заев ќе држи говор од Мечкин камен, добро нека го погледне споменикот на востаникот со шилно ширени раце. Тој востаник е со високо подигната карпа над главата и го представува последниот херојски миг во борбата на востаниците од одредот на легендарниот војвода Питу Гули, кои се бореа за слободата која што ние денес се живееме. Питу Гули велеше: ако нема слобода, има смрт. Затоа што без слобода има само смрт. Почвата која ја гази е натопена со херојска крв и жртва на сите оние кои гинеа за Македонија. Заев нека го посети Македониумот,
Таму се моштите на председателот на Крушевската република Карев, војводата Никола Карев. Тој велеше: ние револуционерите под клетва дигнавме пушка и на нашето црвено од крв знаме запишавме смрт или слобода. Неуспехот во водењето на Македонија подразбира неуспех и валкање на делото на овие великани, како и непочитување на многу други кои го дадоа својот живот за Република Македонија. Тие беа и остануваат македонци, а нивната жртва нема да биде залудна ако нашите дела бидат вистински. Мораме да ја вратиме силата и честа на Македонија. Затоа Илинден е жив и денес. Илинден има кауза срочена во името Македонија. Почитувани браќа и сестри, доаѓаат промени, доаѓа нов почеток, започнува обновата на Македонија. Доаѓа време кога мора да се победи мракот и да изгрее сонцето. А сонцето е секогаш Македонија. Нека е вечен Илинден и нека е вечна, суверена, независна, богата и просперитетна Република Македонија. Ви благодарам од срце.